Собран целиот владин врв и лидерите на владеачкото мнозинство, амбасадори, многу фотографирање, охрабрувачки говори, но ниту една лопата или почеток на градежни работи за тоа што беше најавено како поставување на камен темелник на проектот Коридор 8. Беше само откриена табла. За денешниот настан беше подигната огромна надстрешница за да ги собере сите гости, а сообраќајот на автопатот Тетово Гостивар беше привремено пренасочен. Се со цел да му се даде големо внимание на почетокот на, како што од владата често го нарекуваат, најголемиот инфраструктурен проект во земјава. Дел од владините представници облекоа дури и наменски подготвени мајци. Настанот треба да го означи стартот на проектот проценет околу 1,3 милиарди евра пари на граѓаните со кои треба да се изградат 4 автопатски делници во должина од 110 километри. 3 во западниот дел од земјата, Коридор 8, а четвртата Коридор 10Д меѓу Прилеп и Битола. Камен темелникот на Коридорот 8 не е само почеток на нова патна инфраструктура. Тоа е камен темелник и на нови инвестиции, отворање на нови пазари, можности за нови соработки како меѓу домашните, така и со меѓународните компании. Изградбата на Коридорот 8 значи помалку трошоци за транспорт, побрз транспорт, поврзување и интеграција на Северна Македонија како и економски и регионален развој на земјата. Сделката за проектирање и изградба ја доби Бехтел Енка, американско-турски конзорциум. Уште во 2021 година собранието по скратена постапка донесе закон за изградба на автопати без распишување тендер. Целата процедура беше завршена минатиот месец. Ова е инвестиција во иднината на Северна Македонија и иднината на сите земји поврзани со Коридорот 8 и пошироко. Подобрувањето на патиштата во Северна Македонија е од исклучително значење за економскиот развој. Развојот на оваа модерна патна мрежа ќе помогне да се движат луѓето, да се движат стоките и да се привлечат инвестиции. Добрите транспортни рути како Коридор 8 ќе помогнат на Северна Македонија да ја подобри својата регионална интеграција и да изгради подобри односи со своите соседи. Целиот проект уште од самиот почеток го следат стравувања за можна корупција. Проблематичен е изборот на конзорциумот предводен од ИРД Инженеринг кој треба да го врши надзорот на изградбата. Медиумски истражувања покажаа низа недоследности во документацијата кај дел од компаниите од овој конзорциум, чија главна задача треба да биде да внимава како се трошат парите на граѓаните во изградбата на автопатите. Па јас очекував да тие надлежните кои што се за оној криминален тендер за надзорот и супервизијата денеска даваат исказ во обвинителство, ама очигледно дека тие имале други планови, но ќе дојде денот кога и исказ ќе дадат. Верувајте, ќе дојде денот кога ќе дадат исказ, бидејќи да се потрошат 30 на милиони народни пари, да се потрошат, да се фрлат во ветар во компанија која што има сумнителен капитал од истокот, ако чисто подизведувач главна и основна дејност му е производство на долен веш, навистина представува премногу. Минатата недела обвинителството за гонење организиран криминал и корупција под допрен глас отвори предмет за изборот за надзор на изградбата на автопатите. Претходно тоа го направи и антикорупцијската комисија. Сепак, тоа не го попречи денешното, како што организаторите го нарекоа, поставување камен темелник. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.